Никако да се искорени митаџиството во македонското здравство. На секои неколку месеци, како по некое непишано правило, мора да се појави некој нов случај на барање мито од пациенти. Во време на сериозен недостиг од доктори, барањето мито е класична злоупотреба на оваа хумана професија и треба итно и строго да биде санкциониран секој кој се служи со такви коруптивни дејствија. Разочарано коментираат граѓаните. Јас се враќам на себе си, имав еден проблем здравствен тука, ќе ме умреа. Па бев во странство на операција. Тоа е тотална мизерија и жалосно за системот, што немаме контрола никаква. Меѓутоа што се однесува до платата, треба да си бара плата, а не да бара мито. Имаме се помалку доктори, ама треба контрола голема. Обавезно се казнува, друго чаре нема. Освен ако не го казни, што нема да се опамети. Не знам, тоа е срамота за мала сума да се срамиш, многу е срамно. Не поминаа ниту 6 месеци од првиот случај со лекар митаџија во клиничката болница во Битола, веќе исплива и втор. 67 годишната битолска очна лекарка ИД се сомничи дека од пациент побарала и зела мито во висина од 100 евра. Таа е пријавена и приведена, откако кај неа биле пронајдени обележаните пари. По претходно добиени оперативни сознанија и пријавен настан во СВР Битола, истиот ден извршен е претрес во службените простории кои што ги користи ИД, како и личен претрес врз неа, при што беа пронајдени пари кои потекнуваат од кривично дело. СВР Битола до ОЈО поднесе кривична пријава против осомничената ИД, информираат од МВР. За овој случај се огласија и од клиничката болница, каде очната специјалистка била вработена, при тоа изразувајќи жалење, оградување и згрозеност од настанот. Во согласност со Министерството за здравство, итно е спроведена постапка за суспензија на осомничената лекарка, се додека трае процесот на истрагата согласно важечките законски прописи. Поразителен е фактот што ова се случува во здравството, но она што охрабрува е дека ваквите срамни случаи добиваат јавност и законско постапување од државните органи, велат од Битолската болница. Со цел ефикасна борба против корупцијата, Министерството веднаш иницираше постапка за утврдување на одговорност, информираат од Министерството за здравство, истовремено упатувајќи и апел до граѓаните да продолжат да ги пријавуваат ваквите случаи преку веб-алатката пријави неправилности. Инаку во март годинава условно беше осуден и познатиот 64 годишен битолски хирург МС, исто така вработен во клиничката болница, зашто во јануари по извршена операција на жолчно кесе кај пациентка преку посредник побарал и зел мито од 150 евра од синот на оперираната пациентка, кој пак случајот веднаш го пријавил во полицијата.